Носителите на изборните листи на ВМРО ДПМН денеска остварија средби со граѓани од своите изборни единици. Носителот на 6-та изборна единица Владко Ѓорчев разговараше со земјоделците од тетовските села Колтук и Два Бреста, Јегуновце, Сарачино и Теарце, вети поддршка и развој на сите култури. Најави дека 80% од трошоците на системот капка по капка ќе ги покрие државата, а исто толку и за набавка на високоприносен добиток. Обично такви високоприносни крави има во Австрија, во Германија, во Швајцарија, доколку на 2000 евра, 1600 ќе покрие државата, земјоделците само 400 евра. Исто 80% државата ќе покрива за инсталирање на системот капка по капка, земјоделското осигурување 60% државата, 40% земјоделците и набавка на земјоделска механизација до сега беше 50-50%, сега 60% ќе биде од државата, 40% од земјоделците. Вложување во откривање на нови руди и зголемување на капацитетот на производството на електрична енергија, изјави носителот на изборната единица 3 на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН Илија Димовски од Делчево. На средби со граѓаните Димовски најави отворање на голем рудник за јаглен во Малешевијата. Вниманието во овој дел ќе биде насочено и кон тој потенцијал, односно завршување со сите физибилити студии и можност за отворање на голем рудник за јаглен во овој дел од Македонија, а со тоа природно следува и создавање на услови за изградба на една термоцентрала која што прво ќе значи многу вработувања за овој дел од Македонија, за Делчево, за Пехчево и за Беров, но и ќе значи индустријски, би рекол, препорот на целиот регион. Носителот на двојка Никола Тодоров најави нов мамограф за здравствената станица Железара. Според него во програмата предвидени се дополнителни 8 мамографи низ цела земја. Со новата програма на ВМРО ДПМН имаме предвидена набавка на нов мамограф за здравствената станица Железара. Тој е мамограф кој што ќе биде инсталиран и ставен во функција на сите пациентки во општината Газибава, но и пошироко во градот Скопје. Станува збор за најсовремен дигитален мамограф, кој што ќе биде надополнет со уште еден дополнителен апарат кој што ќе се набави за здравствената станица во Железара, тоа е ултразвук за ехо на дојка. Рестартирање на фабриките од транзицијата и отворање нови работни места, најави носителот на 5-та изборна единица Антонио Милошовски од Нижеполе. Затоа сметаме дека оваа програма што имаме реално, посебно со проектите рурални развојни зони и стимулација за рестартирање на фабрики жртви на транзицијата, ќе успееме да создадеме нови 70.000 работни места. Главната цел ни е невработеност од 24% да ја симнеме на 18%, а тоа за да создаде поголема перспектива за многу млади луѓе и за целата македонска економија. Државата има издвоено над 28 милиони евра за субвенционирање на кредити со кое е помогнато на стотици семејства да се стекнат со сопствен дом, вели Никола Поповски, носител во 1-та изборна единица. Во следниот период продолжуваме со оваа активност. Имаме предвидено задолжение за сите општини да изнајдат најмалку 100 локации на сопствената територија, каде што ќе може да се реализираат нови куќи и нови станови и воедно по пат на јавно надавање со почетна цена од 1 евро по квадрат да може да се стекнат и со државно земјиште. Програмата на ВМРО ДПМН и коалиционите партнери е наречена реално.